Добар ден. Добро дојдовте во училницата. Јас сум Весна Покучовска, оделенски наставник во Основното училиште Александар Турунџев, село Кукуречани, Битола. Денешниот час по природни науки за трето оделение се вика слушање. На сликата гледате дечиња кои што нешто слушаат. А што тие слушаат, ќе откриеме сега. Тие го слушнале училишното звонче. Часот започна. Што ќе научиме денес? Денес ќе научиме да го истражуваме нашето сетило за слух и начините на кои го користиме за да го сознаеме светот околу нас. Ќе ги откриваме звуците околу нас. Ќе разликуваме извори на звук и правецот од каде доаѓа звукот. Ќе научиме да ги чуваме здрави нашите уши. Можеме да почнеме со слушање. Што има на сликата? Што прави детето? Тоа својата рака ја поставило на левото уво. Значи звукот го слуша од левата страна. А што слуша ќе откриеме сега. Што беше тоа? Што мислите? Тоа беше Славеот која пееше својата песна. Што слуша ова дете? Тоа ја поставило раката на десното уво. Значи звукот доаѓа од неговата десна страна. Ајде да слушнеме. Што беше тоа? Тоа е возот кој што минува. Што слуша ова девојче од нејзината лева страна? Тоа е бебе и тоа плаче. Што слуша ова дете? Раката ја поставило на неговото десно уво. Што слушна тоа? Тоа е амбулантната кола или брзата помош. Ајде да видиме и да слушнеме што слуша ова дете од неговата десна страна. Што е тоа? Секако. Тоа е кравата и нејзиното звонче. Ова дете слуша што има наоколу, а околу него играат деца. 3 деца играат со фризби, девојчињата вртат со хула-хоп, а момчињата играат со топка. Да слушнеме и да откриеме што слуша детето. Го слуша звукот на детската игра. Што слуша ова девојче со нејзиното лево уво? Што е ова? Тоа е нејзиното маче. А тоа беше звукот на мачето. Ова дете се плаши од некој звук. Да го откриеме звукот од кој тоа се плаши.
Така е. Тоа се плаши од грмотевицата кога врни дожд. Ова дете е облечено во зимска облека. А што слуша тоа? Погледнете ја сликата. Зошто се мрдат завесите? Ајде да откриеме. Тоа е зимскиот ветер. Ова девојче слуша нешто од нејзината страна. Тоа е нејзината другарка која свири на виолина. Ајде да го слушнеме звукот на виолината. Така е, виолината дава убав звук. Ова девојче слуша нешто од нејзината лева страна. Да откриеме што тоа слуша. Тоа ја слушало нејзината мајка како пали автомобилот и оди на работа. Досега слушавме различни звуци од различни извори и ги откривавме правците од кои што доаѓаат тие звуци. Сега ќе ги откриваме звуците на малку поинаков начин. Што треба да направиме? Треба да ги затвориме очите. Потоа треба со рацете да ги покриеме ушите, а може да употребиме и слушалки како девојчето од оваа слика. Потоа треба да слушаме внимателно, за да се обидеме да го откриеме звукот. Бидете внимателни и слушајте. Тргнете ги рацете од вашите уши, отворете ги очите. Слушнете го звукот уште еднаш. Сега лесно можеме да откриеме дека тоа е звук на вода која што се турва од шише во чаша. Секако дека ви беше полесно да го слушнете звукот со откриени уши. Сега отворете ги очите и нека ви биде покриено само едното уво, како девојчето на сликата. Пак слушајте внимателно и обидете се да откриете што е тоа што го слушате. Што е тоа? Тоа е дете кое што свири. Овој пат ви беше полесно слушањето, затоа што го имавте покриено само едното уво. Како слушаме? Ние слушаме со нашите уши. Звуците ги примаме преку нашата ушна школка. Ги примаме во вид на звучни бранови, кои што преку ушната школка влегуваат во ушното каналче, удираат на ушното тапанче, се пренесуваат во средното уво, оттаму во внатрешното уво и преку слушниот нерв во мозокот. На оваа слика е прикажан центарот за слух. Центар за слух имаме во двете страни на мозокот, и во десната страна и во левата страна на мозокот. Што е звук и што слушаме? Досега слушнавме најразлични звуци и од различни извори. Значи, се она што го слушнавме со нашето сетило за слух, со увото, односно ушите, се вика звук. Со ушите слушаме најразлични звуци, шумови или звуци од природата, од природните појави, звуци кои ги прават животните, звуци кои ги прават луѓето, автомобилите, машините, апаратите, инструментите. Значи, звукот може да биде создаден од природен или од вештачки извор. Природни извори на звук се сите животни и луѓето. Значи, птиците пеат, кучето лае, луѓето зборуваат меѓу себе или пеат. Вештачките извори на звук се машините, звукот кој што го произведуваат тие, апаратите, машините, автомобилите.
Гласниот звук од некои машини може да биде непријатен и како таков се нарекува букчава, а бучавата може да го оштети нашиот слух. Убавите звуци предизвикуваат пријатни чувства. Кои се убави звуци? Тоа се звуците од природата, песните на птиците, жуборот на реките, брановите на езерото и на морето, ветерот, дождот, снегот, убава песна што некој ја пее или пак звук од некој инструмент. Хигиена на ушите. Ушите треба редовно да ги чистиме. Треба да ја миеме ушната школка со топла вода или со марамче натопено во вода. Треба да користиме соодветни чепкалки за уши кои не дозволуваат длабоко навлегување во ушното каналче. Тоа се чепкалките на втората слика. Додека пак чепкалките од третата слика треба многу поретко да ги користиме. Ако ги користиме нив, тогаш треба да ги почитуваме правилата на четвртата слика. Односно, со овие чепкалки треба да го чистиме само влезот на ушното каналче се до неговата средина. Длабоко навлегување до ушното тапанче не се дозволува затоа што можеме да го повредиме. Како да ги чуваме нашите уши здрави? Ушите ќе ги чуваме здрави така што нема да ги чепкаме со остри предмети како што се чепкалките за заби или некои метални остри предмети. Потоа не треба да слушаме премногу гласна музика и исто така многу помалку треба да ги користиме слушалките за слушање на музика. Не треба да дозволуваме да не тргаат за уши или ние некого да тргаме за уши. На тој начин можеме да им ги повредиме ушите. Нашите уши треба да бидат здрави во секое време. Во зима од студеното време треба да ги заштитиме така што ќе носиме капа, топли слушалки или трака. Во лето кога пливаме во ладна вода, треба да носиме специјални чепчиња за уши кои што ќе не заштитат од ладната вода. Кога не слушаме добро или не болат ушите, треба да не прегледа ушен лекар. Уште нешто за слушањето. Работниците кои работат со машини кои се многу бучни, треба да носат слушалки, заштитни слушалки или пак специјални чепчиња. Старите луѓе слушаат помалку. Луѓето кои имаат намалена способност за слушање, а може да бидат деца, млади, возрастни и стари, треба да носат апаратче кој им помага подобро да слушаат. Постојат луѓе кои не слушаат и тие, за да се разберат помеѓу себе, користат знаковен јазик во кој што ги користат рацете за да прикажат одредени зборови. Совети за правилно слушање. Не зборувајте премногу гласно. Слушајте кога другите зборуваат. Слушајте кога наставникот или родителите ви читаат убави приказни. Слушајте ги звуците околу вас. Одете во природа, застанете, разгледајте и внимателно слушајте. Природата ќе ве награди со многу убави звуци. На крај од овој час имате домашна задача. За домашна работа треба да напишете неколку извори на звук. 5 извори на природни звуци и 5 извори на вештачки звуци. Исто така, можете да се снимате со вашиот мобилен телефон додека зборувате или додека пеете. Потоа, преслушајте го тоа што сте го снимиле. Еднаш на многу тивка јачина на звук, вториот пат на средна јачина на звук и третиот пат на најсилна јачина на звук. Открите на која јачина на звук треба постојано да слушате. Се надевам дека звуците кои што ги слушавте на овој час ви беа пријатни и часот ви беше интересен. Довидување до следниот пат.